Времето лета, драги мои, па сходно на тоа нормално е дека што летото полека но сигурно доаѓа. Малку е нестабилно така, ама ќе се стабилизира, исто како државава, нели? За некое време. Да, лето, тоа е оној период од годината на кој можеби вие заборавивте, бидејќи токму во тоа доба обично се оди на одмор. Веројатно тоа нели не ви е на високо на листата на приоритетите, од проста причина што поголем дел од вас сте работници. Затоа сме ние тука да ви посакаме добро вечер и добре дојде во најновата епизода на Нема љутиш и воедно да ве подсетиме дека токму во овој период треба од газдите не само плата да барате, туку и К15. И воедно да не наседнуете ако ви кажат дека оваа година имаше К15 и тоа дури 3 пати. Не, драги мои, затоа што тоа беа само концерти. Ете и тоа се случи. К15 ја наполнија Борис Трајковски дури 3 пати и јас им честитам за тоа. Колку и да ја ставаат на проверка некои мојата искреност, навистина мене ми е драго кога некој од нашата бранша ќе полни сали, па ќе полни и џепови. Значи некој од наша бранша, а да не е политичар, например. И јас исто така, уште се надевам дека сите кои бевте присутни на тие концерти, цело време бевте насмејани од уста до уши. Да, затоа што нели научно е докажано дека смеењето го продолжува животот. Освен ако не се смеете на сопствената жена. Тогаш не гарантирам. И не препорачувам да го пробате во домашни услови како и минатата епизода. Ама смејте се бре на било што друго. Па понекогаш смејте се без причина и со ризик да ве направат и будала. По примерот на тоа дека ако нема причина да се напиете нешто, нели тоа не е причина да не се напиете нешто. Уште еднаш поздрав до легендите со капа долу, аншанте и сите што биле таму, а за сите останати ние сме секогаш тука. Ние, освен ако не сме тука. А секогаш за нас и со вас се тука и нашите пријатели, како што е нашиот покровител Државната лотарија. Играјте Лото 7 секоја среда и сабота, бидејќи главната премија надмина над 32 милиони денари. И не заборавајте ја играта Джокер, бидејќи за многу малку можете да добиете онака епте многу. Гребете и гребки, затоа што се бројни, ги има преку десетина, да, различни се, и затоа што веќе ја промовира и најновата гребка Калинка, за која верувам дека ќе ви донесе огромна среќа. Веднаш до нив на самиот врв си и останатите наши подржувачи пријатели, например бучен козјак меѓу другите на најдобар начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи кои ги има насекаде и во скоро секој маркет. Полека, само не брзете, ќе најдете и сава, затоа што имаат и онаа крава што дава за сите. Неограничено е. Тука си Алфи Техноцентар, тука велам во Куманово, ама ги има и тука во Скопје. Ако не гледате оттаму, 2 ексклузивни салони, преубави продажни места, полни како око со квалитетна роба и 2 места на кои имате се на едно место. Со нас и производите на Арис, кои прават чисто ренто, многу се практични за примена и обезбедуваат сосема чиста околина. И на крајот нема да заборавиме на преубавиот амбиент и момент кој ќе го доживеете во Етно село Тимчевски и во ресторан Еден, каде организираат феноменални свадби и други веселби. Вечерва ве очекува така уште една промоција на настани кои треба да се случат во следниве 2 месеци. Затоа вие онака лежерно погледнете што тоа ќе видите и вечерва во Нема љутиш. Твоју плату што го земаш 3.500 евра, го даваш на сиромаси. И задњу вечер со Маријан Георгиевски и Марко Трајковиќ ти дадут 2 карти гратис ако ми кажеш кој наступа прв ден, колку е карти и у кој дан. Или ако ги наброи 2000 филма по име. Да. Тркци мања доби сасвим другу димензiju и више не се работеше за нагло или ненадејно померање. Како да ти кажа, Ставре? Тој беше љубов на прв поглед. Како да ти кажа, Ставре? Тој беше
љубов на прв поглед. Аме, директоре, Како си бе, директоре? Добро, гурамо некако. Гурам, а? Да. И што викаш како бидна директор на јавно предпријатие, предозеќе? Твоју плату што го зимаш 3.500 евра, Да. го даваш на сиромаси. Не викам. Давам го, да. Што? Па добро, ти од што ќе живиш? Од што? Па од камато, например. Не би ми текнало. Па, затоа и не си директор. Да ви кажам браво, ем ни се сака, ама ем и ни се може. Минатата емисија направивме една презентација на некои настани во нашиот град. Истото ќе го повториме сега, ама на инаков начин и се надевам уште поинтересен од минатиот пат. Инаку уште сега може да најавам интересна сезона до крајот, ќе имам интересни гости, а за крајот, за самото финале, ексклузивно го најавувам Игор Џамбазов во двете последни епизоди. Денеска ќе разговараме за многуте настани кои што ќе се случат во Куманово. Имаме прв пат прилика оваа година да имаме наистина феноменални настани за кои се надевам ќе привлечат публика не само од нашиот град, туку и од цела Македонија и од околината. Имено се работи за 4 настани со кои што вечерва ќе разговараме, односно за кои вечерва ќе разговараме со нашите гости. Со нас вечерва Мирослав Петковиќ. Миро, чика брка. Некогаш. Да. Не ќеш више да те вика, више сакаш. Не, убедисваме. Дека не си чика Дека брка. треба да смени име. Фатисва ga те терк на моду на менјање име и убедисваме од екип. Држава смени име, па ти не можеш. Тој добра, дај да менја сега тие момент. Никој нема да примети. И Драган Денковски од организација, еден од организаторите на филмскиот фестивал Филмај. Драган, ќе почнеме со тебе. Филмај, сам ви кажува, филмови во мај. Тоа веројатно ќе му дојде. Која година поред, како дојде идејата, кога се случува 28 и 29 мај, така? Да, тоа е среда и четврток во Занајатчиски дом Куманово. Почнавме во 2019 година. Тоа ни беше првото издание, тогаш почнавме на брзинка. Во 2,5 месеци и поканивме филмови, избравме филмови, пуштивме филмови во Занајатчиски дом Куманово и веќе сега 6 години подоцна 7 пат го правиме фестивалот. Почна како идеја на нашиот прекрасен соработник покоен Лазар Ѓорѓевиќ, каде што јас бев 2010 година член на киношколата во рамки на фотокино клуб Козјак и мојот колега Мартин Давидковски година дена подоцна ја има слушнато истата реченица од Лазар Ѓорѓевиќ: за Инает треба да имаме фестивал затоа што немаме кино. И така со таа идеја во 2019 го направивме фестивалот. Инаку колегата Мартин со голема поддршка на фотокино клуб Козјак и пријатели имаше снимено филм во 2014 година, краток филм кој што беше во постпродукциски бункер неколку години, меѓутоа по првото издание на Филмај доби желба да го доврши тој филм и истата 2019 година филмот Метакосми имаше премиера во Театар Куманово. Филма е фестивал за кратки филмови. Да, за кратки и филмови. И интернационален. Учествуваат филмови од повеќе држави. Да. Колку филмови имаме оваа година? Оваа година пристигна значи 200 филмови од 42 држави, пардон. Да, со тоа што ние планираме да имаме во 2 вечери по 3 часа и оваа година имаме 5 наградени филмови и 11 официјално селектирани филмови. Кидат во 2 вечери по 8 филма со добра минутажа, бидејќи сега филмовите се од прилика по 15 до 20 минути, кидат 4 филма, тоа ќе му дојде негде час и половина, кратка пауза за земање воздух за протегнување нозе и друг блок во првата вечер. По ист рецепт ќе биде и втората вечер. 200 филм, па 200 пуцки да се посумнува, бе. Ја ти викам, снимај нешто, бе, снимај
Он снима бубрези со кои ја го. Миро, видери га прегас како почна. Викам, овој како навиен, брат. Овој нема да застане најверојатно цел вечер. Како ленту да ја гледат нај. Они 200 филма треба да изгледат. И 200 филма се изгледани затоа што се стигнати преку платформи. Колегата Мартин ги има прегледано и ние како членови на клубот, а жири членови имаат благородна задача од тие предселектирани филмови што се доведени 40 на број да доделат награди за најдобра режија именувана по Лазар Ѓорѓевиќ, најдобра кинематографија именувана по нашиот исто кумановец Радиса Вристевски, за најдобра сценарија Козјак, најдобар краток филм Best Film and Short и наша драга награда најдобар домашен македонски филм. Има и домашни филмови, Има и домашни филмови, да. Тоа ме радува. Интересно е што годинава и минатата година е нешто заслабена домашната продукција, меѓутоа добивме информација од пријатели наши соработници дека не е само кај нас тоа, туку глобално некако има застој во продукција на краток филм. Не знаеме на што се должи, меѓутоа во разговори со нив На краница во филмски фонд помеѓу двајца. Да, тоа кај нас. 5 години, Тоа да. кај нас. Не, меѓутоа и на глобално ниво валјда има некоја мала пауза, но се надевам ќе биде креативна, конструктивна и ќе биде како синусоида. Се прави, намалува за да повеќе се прави. Па има ли некој да ги мири тие двојца па да појде све како Па треба? еве 5 години нема. Још нема Још човека. нема. Уш нема да Не, ги сега смири. пуштиле нешто, да. И за не се чуди што е заславено, Македонија све е заславено, само јас дебело малце, друго е све заславено. Само тебе ти иде. Идем, да ти кажам, право. И кажамо среда и четвртак у 9, да не? Не. 20 или 8? Не, помисливме да биде во 9 часот, меѓутоа не ни се поклопи затоа што ние чекаме мајските вечери да ги искористиме штом се смрачи, за да доволно биде темно во салата, за да проекторот на платното супер го прикаже филмот и после да можеме да си бркаме работа. Иначе гледано како траат филмовите, 11 часот завршува и си мислевме да не се поклопиме со некои настани што ќе бидат, меѓутоа бидејќи ние логистички правиме кога можеме, имаме соработници и пријатели кои што може да прават кога сакаат и се поклопи да ни ги испочитуваат датумите на недоговорено, на незнојно и многу колегијално. Фала. Да ги направат не во четврток, туку во денови пред и после четврток. Знаеш каква Не жртва го има направивме тоа поднесено? зашто вас ви испочитува. Знае, он не го тоа. Ние така си помисливме и многу ни беше убаво до овој момент. И јас се Не тешко беше така. тој Миро, не беше тој у четвртак у 9. Нема да е у четвртак, Ни у нема да е у четвртак, ни 9. у 9. Колку пут се погледна огледало и си викам убав си, Драгане, убав. Теше, знаеш, убаво е да се тешиш. Ни у четвртак, ни у 9. 4 вечера, сви се у други денови и увеќе у 8, колко што разбрав. Да. По друг пут, стендап фестивал, нема име, о, ствари име му е четвртак у 9. Само не го спомнуваме оваа година. Збунив се. Ќути мога. Сваку среда, ами јутре ли сте? Имате супер програма, 4 вечери, лани ако не се лажам беше тоа во прочувениот Касовски круг, сега ќе биде... Не, 3 вечери беше лани, Касапски круг прва вечер и втора и трета во кафе бар Јарт. Аха, менувате Да. на две локации уства. Зашто ви се дешава све у кафане? Оваа година не е во кафе. А овој година Да. значи малку Да. по-софистицирано. Ке има шанк на сцена. Ке направим да заличи. Па добро, за да обично гледам дека некако стендап комичарите се повеќе сакаат да се онака на сцена, а не во Па не, добро, зависи. Сега искрено првична идеја за целиот фестивал како дојде мен беше за да ги внесеме нова содржина во градот на различни места. Правевме по различни клубови. И тоа не е лоша идеја, па. Да. Јас за И се уште тамбурашки ние не сум бевме зборел. големи за да наполниме сала и се уште не знаеме дали сме доволно големи за да наполниме сала, не? И таа идеја ја водевме да настапуваме во различни клубови 2-3 години, но искрено морам да кажам дека не најдов на некој пречек, не е пречек, како да кажеме, волја за соработка со локалните клубови. Или некако ја гледаат како со музичари да се договараат, знаеш, некако, а не е исто. Не, знаеш, кога ти идеш у кафану, не прашуваш кој поje вечер. Ти просто идеш у кафану, пошто Цеца сигурно ќе е таму. Обично викав, кога ти е добра музика, они можеш повеќе ќе испиеш. Што ќе испие повеќе ви ако ги насмеете. Се задајва од пиење. Да, и ако е добра музика може да земе бокшиш. Да, Сигурно да. Миро за виц не му лепи начело стоја. Не, напротив. На жалост. Така да, скроз друг пристап.
Да, друг пристап, малку сум јас во фаза на мегаломанија, тоа ме зафркава доста од екипа, тоа значи дека лани од 3 дена на во клубови, сега правам 4 дена на голема сцена. Ако некој го јаде на крајот, тоа треба да сум јас. Секако. Ако јас сум на диета, ќе ти го пребацам мои порции. Одлично, фала. Ми се допаѓа идејата да, мислам, предизвикме да во институција, културен дом, со нормални седишта, така со сцена, со Голема светло, сала. без носење, без монтирање, да го организирам сето тоа, да не е техничка организација, туку така маркетинг и пиар на различни, во различни контексти. Оваа година го правиме втор пат фестивалот и прв пат, ако може да се каже, дека е интернационален. Имавме големи обиди да доведеме комичари од Србија и од Босна. Не знам, не ми успеа. Јас го водев тоа, просто не ми успеа. Не знам зашто, може би моите skills, како викат, моите вештини за преговарање, договарање, термин кога се договара нешто се уште не се извежбани, но имаме црногорци. Едни. Интернационален, не? Па интернационален. Дори некој ако настапи со кумановски дијалект може да го прогласите словно за интернационален. За интернационален, да. Смета- Интерконтинентален, од кино. И тако ништо не разбирам некад, кад збориме брзо. Уште освен овие два настани, мора да ги најавам и оние во јуни што ги имаме Мотофест, тоа е огромен собир, добар настан, добра музика и буди интерес. Не знам кој издание е пето ли оваа година, ама буди интерес од многу градови доаѓаат, моторџиите, а и не само тие. И на 28 јуни, тоа е на 13 и 14 јуни, петок и сабота, а на 28 јуни сабота го правиме она насмешка што го правиме минатата сезона. Ке се завратиме на овие настани, освен што си актуелен по настапите во представите, по ова што го организираш стендап фестивалот и си стендап комичар, нели? Го организираме, не сум само во целата организација. Повеќе се една организација, директорска работа. Па да. Знаеш што е полошо од тој да бидеш директор или да бидеш стендап комичар? Да бидеш и тој и тој. Да. Тој е комбинација со многу лоши, кога збор освен директор све друго да работиш. Имаш подкаст. Го најавивме минатата сезона со Ивана Аткинс, подкаст кој има интересен наслов за мене, подкастрување. И личи на тоа. Комано вика почишали се. Почишаш. Дај 5 прста. Ама тоа е како секете подкастер. Ударате ли 5 прста прста на крај? 5 прста ударате ли на крај? Мислу дека не ударамо, а мислу дека се гости осеќав дека смо ги ударили. Чекај, има ли проблеми с гости? Имам инсайдерску информацiju дека двајца поранешни градоначалници на Куманово се поканети, сакаат да гостуваат, ама се премислуваат. Точно ли е тоа? Да. Тоа што се вика... 9-5 Не е прста лесно, не е лесно, не е лесно. Вика, како вика сва, чекај, ја сега запишава, вика, ем ги иска, ем више не ги стиска. Тоа ли му да? Што е за го проблем? Има незгодни прашања. Па нема незгодни прашања. Мислам дека со Иван на овој подкаст како го почнавме, наша соработка е всушност идеја на Иван Аткинс. И откако почнавме, решивме да бидеме искрени. И да зборуваме за искрени ствари, за искрени работи и да викаме, како што кажавме во нашата нулта епизода, будали. Тоа се луѓе кои зборуваат искрено. Денеска се луѓе, така тие се будали и после одредено време, после трета, четврта епизода, да кажем, веќе почнуваат, првинците сакаат да гостуваат, но подоцна веќе почнуваат, треба кафиња да се пијат. Ви приметувате дека Треба све чорби да се јадат, треба... Да. Или све помалку искрени. Да. Тоа е тоа, зашто стварно данаска добари будала се браќа. Да. Не само данаска, и вчера бе. И значи не беше тенденцијата да поставуваме незгодни прашања воопшто и мислам дека не одиме натака и немаме. Знае Ивана да извади некој брич за да подкрастри, подбричи добро на моменти, но мислам дека ќе одиме кон тоа дека овој град има еден вакуум простор медиумски во смисла на новите медиуми, а тоа е подкастот како некој нов медиум кој влегува кај нас. И мислам дека со овој подкаст еден голем вакуум пополнивме, каде што да, луѓето може да слушнат нешто друго од некои други луѓе кои не се најчесто на телевизии.
Јас се сложувам со тоа и морам да кажам поради публиката, јас тогаш најавив во врска со Ивана дека е име за кое доправа ќе слушат. Подкастот е наистина оригинален, заедно сте таму, има локални фаци, меѓутоа и тие локални функционери, да ги кажеме, или некои познати луѓе, бизнисмени се едно, зборуваат за проблеми кои ги мачат сите општина во принцип. А има и луѓе кои се познати во цела Македонија и наистина тоа вреди да се погледа. Кажи ми само како келнер, имаш работено некаде или не? Не. Јас сум За разлика од некои глумци, не си бил келнер. не, јас најблиско што сум бил менаџер на дискотека. На дискотека. Значи, И добар гост у кафан. Увек добар гост. И тој Увек на крај проверува дали е кафана добро затворена. Јас сум тој што проверува. па се вратува и каде виду, сигурно ли затвори. А имаш познавање од келнерско работа. Знаеш кој е добар келнер, кој не. Слушам ли се гласови? Останале со некоја тишина да пиев сам. Може ли да видиме мали фрагменти од тоа, да те видиме тебе како келнер, ко-водител Може, во подкастрување и Иван Аткинс? Може би со тоа не се однесува на мене, тоа не ме засега на некој начин. Декларантскиот однос. Ја видовте ли анкетата ова утро? Во Србија и во Хрватска прашуваат помлади луѓе, знаете ли кој е Тито? 99%. Маршал, конзул, мафијаш, појма немаат. Десна рука на Ескобар. Ти знаеш кој е Тито? Десна рука на Ескобар. Видов една анкета во која еден од водачите на протестите сега, да не го спомнувам имињата, многу мразам, бидејќи тие млади луѓе се поврзуваат со нивните татковци. Јас сум на некој начин поврзан со нивните татковци, нели ми е непријатно, но не можам да премолчам. Еден од тие млади луѓе во една анкета е прашан што е 11 октомври и он не знае. Имам уште едно прашање, па еве да кажеме дека пак ќе боцкам во НВ семафорот. не, уживајте Пред на мојата кола. нови бандажи ќе се набавите подоцна, ќе ве одведеме. Исто страшно. Која боја ви е омилена? Црвен. Црвена, повеќе се израдувавте на црвената со жолтата која посипав. Посипа. Да. Сега не прашањето ми е ова. Од оваа перспектива, која времето покажа кој е човек и кој што е способен да направи. Да. И кога сето ова би го знаеле, во тој момент на тој двобој, така беше најавено, така беше нели. Мислам нема да го споменам името од принципи, ради тоа што не сакам неговото име да се спомнува во јавност, не заради тоа што го почитувам. И доколку сето ова го знаевте, тогаш на тој двобој, како ќе реагиравте? Не бе, многу, дали ќе му удареше едно? Се државно за вас, државно, ништо приватно. Се државно. Така е. Се од народот за народот. Од народот за народот. Ја, добар дан, дечки. добар Водиш, дан. може ли? Може апсолутно. Ајде, Золтан, кога мораш сам да земеш, Благодарам многу. што кад некоја будала нешто направи и држава ми келнери морам. Сега морамо и јајнцер да носимо и против пожарни си с нас. Благодарам сепак за вода. Каде си ти? Ја од Скопје, од Чаир. Од Чајер. Поздрав. Се гледаме. Пријатно. Да прашам нешто го. Ајде. Од Скопје кажа дека е. Од Скопје. Улегнал Куманово. Како дојде, што примети прво нешто? Први 3 работи, еве, например. Или 2, колку си примети. Први 3 работи. Можда сум му затамнети стаклена Ауди. Видимо, дали ќе каже сега хайлайт или бедни работи ќе каже. Што ми интересува? Гледаш, тоа е битното. Таман да ти кажу. Да, и да има театар на крај крајава. Иде порано да видиш со колана, што е. Па да Што има и- биде джез фестивал таму. Ќе ти правам. Куде си, бе, ти? Китап куде? Колку дужиш? Чекаш уште малку може. Ке те почекам, многу го раздржувам Много работа. го раздържи. Знаеш како е време, па знаеш како. Чека да се помолам. Јаш една епизода, видиш, кад човек ќе почне да биде вишак, представа која најверојатно прв пат у историја на 78 години Кумановски театар е распродадена по 5 месеца унапред, така ли? Да. Ја не сум, пратим овој театар во Куманово, не смо виделе такво нешто. Одма кад се кандидира за градоначелник, сценографијата го фрли во реку. Дечко супер што тој. И само ти да ќе пишеш. Може, не. Кој ќе го заврти ова?
Ми за сега заглавивам дека. Пенетрирам. Ми за дека заглавивам. Ми пенетрираме у политику, пошто со простату не смо нешто добри. За политику у Куманови не толику е друго да го ставиш, освен тоа ништо да ставиш. Цимање. Глагол кој означува некое нагло померање. Еве пример у реченицу. Цимни ga juže jako i ono ke se otkači od granku. Еве друг пример. Не го цимај толку сајлу за теглење авто, пошто моje е закачено за твое. Ке ми искувеш браник. Кад искочива мобилни телефони, цимање беше многу популарно. Мобилен телефон беше луксус, а кредит у мобилен телефон још поголем луксус. Так цимање доби сасвим другу димензiju и више не се работеше за нагло или ненадејно померање, него за константно пуштање на сигнал од страна на цимача, а беше знак дека исти нема кредит у телефон. Еви и треќ пример. Ке те цимну, јави ми се да ви пројдемо на гости вечер. Још фали кад ќе дојде на гости да тражи паре у заем, па ќе ти биде 3 у 1. Цимање изгуби на драж после муабет, ти само цимни, ја ќе ти се јаву, мене ми е без паре. Како може да му е без паре, а? Ови пати ги лижи, како маче се чистиш нешто у последно време и гардеробу, све у то, не ни чудо, млада снајка. Само ја чуду пуно пута кој не ми јасно како успеа бред да го најдеш толку разлика у године. Кад се запознасте, ти 65, тоа на 35. Како да ти кажам, Ставре? Тој беше љубов на прв поглед. И она ме најде мене, а не ја њум. На прв поглед, викаш? Да. Што бре, се заљубил у тој вртену косу буѓаву или можда у клапасти уши тие што ги имаш, а? Немој сак да се вреѓамо. Ако не ти е убаво, разбираш и тако е. И да ти кажу право, она се заљуби у мој године, ама малко беше промашила. У године? Да. Што промашила? Мислила место 65 дека имаш 45 ли? Не, мислила дека имам 85. Она бре помислила, уствари не помислила замиришаја се на земју. Мислила дека брзо кидеш па за тој 85. Море Ставре, овој збориш од злиње. За тој што ти крива, ама можеш само да плюкнеш под мој џампилци да ми се подавив. А ја стварно ќе иду, папа. Еве, и нов пасош сам извадија. Пасош? Да. Куде бре кидеш ти? Овде, ака што си искочија, баш како да ти си иде, папа, ке идеш ти, тој далеко, виду те ја у последно време, далеко од онај свет. Ама за тамо пасош не ти треба, џабе си го вадиме, бе, Стојко. Море Ставре, кажа ја дека за над збориш, бе. Стварно ке иду странство, ке путую, него да те прашам тебе. Што? Ти и твоја снајка, бесте ли заљубени? Она беше ли заљубена у тебе? Она? Море, бе, Стојко, не знам да ти одговорам на овој питање. Ја, кад го њум запознao, она имаше 45 кила. Сак 90 ги натепа. И не знам, у дилему сам била ли е заљубена или па можда е била само гладна, кој знае. Ја тврду дека е била гладна. Да. Па да, ја го чу колко викаше пред некој ден по тебе, ја викам стаковај ке рипне ке те изеде. Еде, она, цял живот ме еде, джигер ми ga изеде, ама мичер не сам го чуја, бре, да вика. Па ке си туриш апаратче, како мене, па ке го чуеш дека вика. На што, бре, да туру, бе, Стојко, мене сум и толку клапасти уши како твој. Па сак збориш, за инат.
Ама ја го чу ти ако не си го чуе кад ти кажа докад мислиш више овако е да терамо, овако е да живимо, ставре. Акаш по туѓи жене, мене с години не си ме пипнаја. 3 деца имамо, ниједно не е твое. За деца го чу. Чу го, ама и сви го чу. И деца го чу су. А ете, на тој начин по се лошо, ете виш, и нешто добро да искочи. Што е тој добро? Како добро што е, баце Стојко? Па, викам ти чувства го и деца. Сак не мора ја да ги кажу дека не сум ги татко. Се враќаме назад, многу настани во Куманово, ги промовираме, се враќаме на Филмај. Лазар Ѓорѓевиќ го спомена во првиот дел. Јас мора да потенцирам дека тој е познат режисер, работеше долги години во македонска телевизија и многу мина во Македонија, посебно оние што се влюбеници во филмот, во сериите, во телевизијата, воопшто има секаде работено на сите полиња и е прочуван и драго ми е што во негово име доделувате награда. Кажи ми, како се роди идејата за филма и кој издание е ова, поред? Ова ќе биде 7-мо издание, првото беше 2019, сега 6 години подоцна е 7-мото издание. Првото издание 2019 го направивме така речи на брзинка во една брейнсторминг бучна сесија во фотокино клуб Козија, кога кажавме ајде во 2,5 месеци го распишавме фестивалот, му дадовме име. Му смислиме визуелен идентитет, распишавме конкурс, така го направивме партизански на брзински. Тоа беше независно, алтернативна. Апсолутно, значи беше онака Значи, имаше го и Сутјевска Неретва, све партизански. Не, партизански во смисла немавме појма како да го направиме фестивалот. Немавме појма. Значи, веќе од втората година користиме платформи, официјални најави, соопштенија, се како што треба. Првата година беше како ќе објавиме на Facebook, ќе пишеме мејл, па има Инстаграм не ни користевме тогаш, па ќе прашаме луѓе па вака така. И без да прашуваме луѓе ни кажа, направете Google формулар, анкета, нека се пријавуваат филми. Пуштете на Facebook, ки имате. Пуштете по луѓе што веќе прават фестивали. Тие ќе пуштат на други, од тројца на 30 на 300 луѓе. И така ние во таа прва година мислам дека во првите 2 недели ни се пријавија цели 7 филма. Уште 2 недели помина, мислам дека имавме цели 15 филма. Ама ти да водиш архив на фестивал изгледа. Да. И кога кажавме дека не бива така, одлучивме по интензивно да бараме луѓе како нели тројца, 30, 300 и тогаш до крај на фестивалот веќе имаме 60 филми, што беше супер бројка. Во 2,5 месеци требаше да стигнат филмови, да се изгледаат, да одбереме жири, да ги прогласат, да го организираме фестивалот и мина супер. Втората година, кога го распишавме фестивалот, беше за 2020. Почна да пристигаат филмови во енормна бројка. Стигна 2020 филма за издание во 2000. Тоа беше тоа беше добрата работа. Тогашните тројца членови на жирито ни беа многу благодарни што сме им ги исполниле деновите со супер обврска. Тие 2000 филмови, тие 2000 филма размислувале сте за дугачки 2000. Амбиција малку, нели? Тоа би бил планетарен фестивал или интергалактички, не би бил интернационален. Да ги понесе повише од Кумановско лето е. Да. Се најавува за 2050 за да ги изгледам. Да, и ќе биде ретро на 10 степен. Па да видиме дали ќе запамтиш се така. Те се еден тест да направиме. Миро, што си е вчера за ручка? Појма нема, може ли ја да направам еден тест с него? Може ли ја да направам еден тест с него, шери? Може. Ова е хроники истории. Фестивал за стендап комедија четврток у 9, не е ни у четвртак ни у 9, него е на 27, 31, 4 и 7 у 8, карте се продавав у Тобако Павел 2, у Тобако 3, продавав се у Гичевски Тобако 1 и 2. Наступав. И у кафе бар Агору. Наступав Мирослав Петковиќ, Нежни мажи, наступав браќа Шуковиќ, Надица Петрова, Миша Димитриевски Шипе, Тино Атанас, Чедомир Митевски и задњу вечер су Маријан Георгиевски и Марко Трајковиќ. Ќе ти даду 2 карте гратис ако ми кажеш кој наступа прв ден, колку е карти и у кој дан.
Или ако ги наброи 2000 филма по име. Да. Брат, не се мучи. Ја ти дам две карти. Девети бројки. Само би Мирослав му наступа напомнам. прв вечер, кој беше друхневи нежни мужи нежни. Ја кажа дека тук се нешто како набрсна од име на овие наслови. Даска киде ќе ги гледа нежни мужи. Вика, кад го спомна, вика наслов. Мислим, нели, на тие дечки што наступам, нежни мужи, вика, ја на брсна цел. Мора да идам да ги гледам. Па ја бе, не сум, види Они какви увие се ти времења. седиштето, бекстејдж. Така е. Женско, мушко, све измешано. Не сум ја од твои години, па тој како те на доктора, вика, коки на доктора, вика, докторе што да пробе, дај некој савет, вика, сви зборим за секс, само ја не. Па збори и ти, бе, кој ти брати, збори си слободно. Како да направиме, ми рече дека, нема некој доволен интерес кај филмските работници во Македонија, да кажам така, режисери, актери кои играат во филмови за присутност на фестивалот, за некоја активација околу фестивалот, ако добро те разбрав. Како да направиме некоја провокација? Има ли еротски кратки, има ли си со дугометражни? Има, се појавуваат, има експериментални, има кратки, имаше анимирани, меѓутоа почит спрема фестивал кој што веќе постои за анимиран филм во Македонија, не ги примаме во конкуренција. Јавни слови еротски сте ги одбиле во Исто, да. Не, еротските, да, архивирано е се. Се чува, се има. Ја е архива, нели го знам. Он е архиварство. Да ги После ќе ни ги раскажеш. Од прво успеавме да ги запомниме, иначе... Значи добри. Треба ли нешто повеќе ви кажемо да дојдете на фестивал? Значи, е мала провокација да бидете тука. Има, значи филмовите што ги кажеме, ако се еротски или има експлицитно насилство, тоа оди со напомена, затоа што ние очекуваме како фестивал, не само да примаме и да пуштиме филмови, туку и да поттикнеме создавање на филмови. Мирослав од Фелата знае дека сега со опрема што имаме, мобилни телефони, секој може да сними, секој може да направи, со ефтини софтвери, секој може да склопи. Но не се прави. Ние со филмовите сакаме да поттикнеме интерес, да прикажеме, карта се уште не наплаќаме, среќни сме кога ја наполниме салата и кога се зборува за фестивалот, после фестивалот. Последниве 4 години имаме и загревање, ревија, една недела пред фестивалот. Пред 3 години се случи првата ревија, беше во сега непостоечки кафе бар Валхала. Последниве 2 години се случува во кафе бар Герила во населбата Гоце Делчев и оваа година овој четврток имаме загревање. Значи тие филмови, ние што на шала на смешка, Мирослав кажува ги архивирате, ги имате, меѓутоа ние ги чуваме за нас, за сите филмови подготвуваме македонски титлови и дистрибутерите последниве 4 години ни се благодарни и не кажуваат дека ги пуштаат филмови каде што има интерес за македонски филм со македонски титлови и се изненадени тамошните прегледувачи дека има, затоа што нели нашата диаспора не е мала и има некој наш човек во секоја некоја организација. Така да тој фидбек од нив што ние ги направивме титлови по првото година имавме не мало фијаско, туку мал неуспех во сето брзање да направиме, што имавме повозрасни луѓе што не знаеја англиски. Не само што не знае англиски, имавме филмови и на германски јазик, што и ние не разбираме што се зборува, меѓутоа титловите беа на англиски. И добивме мала забелешка. Децава ништо не разбраа, баба ми беше ништо не разбрала. Од втората година веќе подготвуваме македонски титлови кои што се точни, И баба е одма боле. Баба раскажува што се случувало во филмот. Да се прикажува филм. Деца трчи ведно на весели. За еротски филмови, бидејќи на наша возраст водење секс е вистинска уметност, за тоа чисто и како провокација за А на тие гледачите. еротски филмови само плюс 18 пуштате да ги гледате. Прашања. Не, и минус 50. Не се лажете ви. Такој да ми нема да ги гледаме, ќе ги сануваме. Опасни за луѓе со слабо срце. Да. Мислам дека сега е друга категоризација, 16 плюс, над 16 години за насилство, експлицитно и еротски сцени. Абе ќе дојде полака од 2 до 6, друго. Да. Мислам, овие као уметнички филмови немаат хардкор сцени, тоа. Апсолутно. Тоа се некои други фестивали што можеби допрво ќе се направат. И ми кој Ние да пробиеме мраз, да. Уметнички го гледам од тој доживле. Инаку рече дека нема на многу места. Малку сме, ама добро сме распоредени очигледно. Жирито ви исто интернационално и тоа е еден интересен факт. Жирито ни стана интернационално преку учесници на фестивалот. Прво беа наши добри пријатели Ивица Димитриевиќ и Мартин Иванов. Ивица
Кумановец, Наш кој што живее и сограѓанин, работи во режисер, Скопје, актер, така. музичар. Музичар, Све да, иска. Продуцент, Ивица е многу сестрено талентиран дечко, да. И Мартин Иванов, кој што е непознат како монтажер, меѓутоа и како режисер, исто со многу таленти дечко. Тие првата година со мене беа, ние тројца беаме членови на жирито. По примање на меѓународни филмови, интернационални ги контактиравме и ни беше кеф да сретнеме странски сценаристи и режисери. И по нивните филмови, потикнати во клубот, ги контактиравме како размислувачи да придонесат во шароликост на жирито и за проширување на перспективите. Затоа што добро е да нема тројца истомисленици, се смееме на исти комедии, се нервираме на исти трилери, се жулјавиме на исти драми, да кажам. Меѓутоа, добро е да се најде некој што комедија нема да ја гледа само како комедија, туку ќе ја гледа на некое друго ниво. Па тука ќе настане дискусија на жирито и заради зголемување, за проширување на димензии на гледишта на жирито, преку учесници на фестивалот ги наоѓаме странските членови на жири. Рече си се осоколил на некој начин од 3 вечери, 4 вечери со доза на мала скепса, нели префрлуваш во сала која собира преку 600 гледачи. 500 карти се пуштени во продажба, значи од официјалниот ред за што е генерално за политичари, советници, нема да има. Како нема? Нема? За роѓу Ќе не. ги ставиме у народ доле. За роѓу, нема среден ред. Не. Браво, супер, нека се измешав малце да се сближи с народ. Карта да се измеша. Да се измеша в карта. Ама има увек асови у рукаве. Још е Миро, рано джабе за асови су ги у рукав Да. на њима. Још е рано за зближување, па избори су. Од сега почиња. Од сега почиња. За да знаев купати кој преку лето што да одбере. Да. Ја ти предвидувам дека и покрај тоа што амбициите ти се зголемени, 4 вечери во голема сала, и мињата заедно со оние што настапуваат од Куманово, од Македонија и браќата Шуковиќ, кои се погаѓа би минатата емисија да не се фейк, бидејќи биле ниски, ми рече Марко. Да, Црногорец. Ја Црногорец. Замисли га njega он. Па веднаш им ставија канџа тогаш кога се паркира, кога Подгорица излегуваат вајца мале. Овие лажа дека тоа мора да провериме. Чекај. Ќе да се Ова јавно е јави да ги украдено. провериме. У Куманово, штом видат странска регистрација, а странска сметат и скопска, и тетовска, И кратовска. и кратовска. Обожава да стават канџи, тоа е кај нас вообичаен. Искрено оптимист сум, бидејќи имињата ветуваат, мислам дека Куманово е жедно за добри настани пред се. Да. Хуморот секогаш поминува и во цела Македонија, посебно во Куманово. И мене ме радува што ако веќе општината не го прави, не дека немаме ние настани, имаме бројни настани, ама ми се чини повеќе и да тие како на хартија да наброиме со многу мала присутност, масовност. Овие настани кои ги За набројавме одреден 4, круг на луѓе ви кажам. се надевам дека ќе прилечат поголеми маси и дека пак ќе се повторам од почетокот, многу ми е важно да дојдат луѓе од страна малку да го видат градот, бидејќи ни е зачмаен. Она Кумановце ќе го надминеме ни малку. Многу ме нервира тоа Кумановце. А реално, Не знам, последно не време... знам. Ова е за луѓе од други градови, интересно е дека лани се изненади за минатата година. Имаше? Првото издание имаше луѓе од Свети Николе, од Штип, од Кратово и тоа Зошто да не? пријатно ме изненади. Ако може да. за Цеца и Лепо Брена, Од Скопје уште те потешко доаѓаат, мислам имаше и од Скопје некој, ама пошто од Куманово Скопје ти е дистанца 36 км, а Скопје Куманово е 100 км. Да. Така го гледам. ба мислу дека има 103 со све путари. Ми далеко седиме, затоа не може да Да, дојде од Скопје. Они не поваѓаат на време. Ми увек си појдемо на време, како и за УВЦ и никад не закасниме. Да, Да. Така, оптимисти дека може да има... Оптимист сум, знаеш како, не мислам дека тоа е моја лична амбиција што го терам сега на 4 дена, дали го преценив или го подценив градот, ќе видиме нели после фестивалот, мислам дека има огромна желба кај луѓето за нова некоја форма, па еве сега ова нека и стендап фестивал, знаеш, малку да излеземе, еве ова е можда втора година на нас, па Курек се убација тука, па Форма се убација, па Филма, има една одлична алтернативна екипа низ град, која е поддржана горе-доле од општината, но тоа не се некои средства, мислам, тоа е. Символични, само добро, ајде, ама кажеме доволно има за да некоја старташ, поддршка. знаеш, да, доволно е за да Колку да старташ. не си сам, да не се осеќаш како у клозет дека си. Уште две работи фалат, значи бизнис заедницата да подржи во спонзорства и интерес кај граѓаните и ние затворивме, Апсолутно и тоа завршивме голема работа. Не? ќе биде добар пример за сите останати. Ај да го живнеме малку градот, Да. мене ми е многу важно тоа.
Ви посакувам наистина добар и успешен фестивал, уште многу изданија, филмај, уште еднаш 27 и 28 и 29. Така, среда и 28, четврток. 29 и среда и четврток. Брзо датумите на Значи, стендап. 27 Нежни мажи Мирослав Петковиќ, 28 29 сте на Филмај, 30 правите пауза, на 31 сте Надица Петрова, Мишо Димитриевски Шипе и браќа Шуковиќ од Црнагора, на 4 јуни се Чедомир Митевски, Тино Јатанас и 7 јуни Маријан Георгиевски и Марко Трајковиќ. Имаме изненадување, но тоа во наредната недела ќе го дознаете. Изненадувањето е во врска со учесниците од Така, ќе има нешто, Снежка- да, добро, на нешто Снежка кога- на шала, но се уште нема да откриваме детали затоа што се уште преговараме со младите. Кратки парчиња од 2 филма од Филмај, па се враќаме со подароци и завршуваме. ¿De dónde saca la gente todas estas cosas? ¿Dónde está? Está acá arriba. Abrime. ¿Dónde estabas? ¿Ma? ¿Qué pasa ahora? Hola, Jessy. Hola. Te has olvidado de mí. El Papa hoy está en casa. Coges la comida y vas directico para allá que quiero pasar un San Juan relajadita. Va, a vestirte. Calma. ¿Quién te la ha hecho? Cuidado de tu hermana, por favor. Cuidado tú. Cura sana, culita de rana. Si no se cura hoy, se curará mañana. На брзинка играме лото. Може ли? Наши Ајде, спонзори ајде. се, а може и... Знаете што? Ајде се договориме о кој. Ако добиемо седмицу, снимамо филм и правимо гранде фестивал, ама дугометражен. Ако е родски, пријавуваме се скоките да видиме статисти. Колку е максимална добивка? Преко 32 милиона денара. Тој му дојде мале некои 5 милиона евро, кој ја добро му да рачунам. Можемо и филм не еден знам. фестивал да направимо на трубачи, да? Не, Да. стендап, ама да... На суму горе трубач. Джим Кери така ја доведе. На руфтоп. Джим Кери има да цел дојде. град, да. Джим Кери ќе дојде. Кажите бројки, еден број. Шест. Мисли од 1 до 37. не? Шест. Шест. Не, кажи 6 негов број, он се родија И на мој број е. 6 има 6 Ѓурѓе. мај, 6 мај. Па да, Бе, бе. да, бе. Честитамо си, Мој први број е, знаеш, роѓена. 6, 5, 12. Ей, 2 пута 6. Еве, 2 пута. Ево кој 6 и од мене 12. Драган. 7 одма. 7. Пишано. Коки? Ајде, мале. 2. Не ли 13? Не, бе, Ни 13, 24. оставиш се с 13. Добро. Ниједен пут не добивам Два. како кажу и 13. Значи не бива, брат. Не бива. Уште еден? 24. 24, Драган. 19. 19 и маестрат се од режија број 11. 13. Абе, увек тие водија и над те од увек. Кога и да имаме повеќе материјал, се крати коки. Како ќе го кажа добро виц. Нормално. Архивирај, Архивирај, да. Ја го уплаќам, ако сакате сликајте, ако не верувате. Абе имајте верба, ќе направиме некој фестивал. Дај тој да ги почастимо, Дај да тој. иде в етно село Тимчевски вечера за двајца, мала пажња што и кумано, ова е за тебе, брат ми. Со благо кумче се заблајте малку подомче. С етно село мотиви, повели, потврда е ова, а ова, нели, прават такви работи, има многу оние сувенири, джигири, багири, ваму таму. Еве како изгледа тоа. Има сега и тој ресторан еден. Има некој неженет?
Јас сум на пола пут. Знаеш што прави свадбе? Генијално. Пола пут. Само треба да имаш добро Тоа е задње веселје у животот. Така си спал да прави. Знаеш, сврши, ја се виша се веселиото и натаму, нели, комотан си. Уште еднаш, сите најдобри мои намери за се она што ќе го правите мај и јуни и повик до сите вас да бидете што повеќе присутни во Куманово, затоа што ќе има што да видите овие 2 месеци, а ќе има што да видите и до крај уште малку содржини. Фала што на поддршка. Благодарим. Значи, така ја ти кажа за мене. Све, знаеш, сакам сак ти да ми кажеш со колку си ти спава до сега. Ај бе, остави. Ај, не почнуј. Ама ја стварно ќе те оставам ако не ми кажеш. Ја ти кажа, значи, сакам сак ти да ми кажеш колку си спала до сега. Добро, еве ќе ти кажу. Само со тебе сум спала. Само с мене. Жити мајка? Жими ти, будалче. Само со тебе ми се е спало. С други не ми се спиеш. Подобро, ако се кълнеш. Да имаше музика, сега ќе беше момент на вистината. Беше емисија, да, се сеќавам добро, но и вистинска случка од реалниот живот. Кога еден кутар и сиромашно облечен слеп човек, движејќи се на пешачки премин, со она помагалото во вид на стап и темни наочари на очите, застанал за момент и замислете, се свртел по женска со мини сукња. Тогаш настанал моментот кога тој ја загубил инвалидската пенсија. Жал. И затоа, за да можат другите да си ја земат својата заслужена пензија, подитно да престанете со проверка на дипломите ако го правите тоа. Затоа што бре ќе останеме без работна сила. Немојте, ве молам. Ние верувам пак заслужено ќе се вратиме следниот викенд со нова епизода и со нашите редовни пријатели. Покровител е Државната лотарија и нивните бројни игри во вид на грепки и секако главната игра Лото 7 секоја среда и сабота, а добивката е на 32 милиони денари. Играйте одговорно или подарете грепка. Тоа е модерно, усреќете некого, подарете инстант лозови во кои потенцијално се кријат големи добивки како стан, автомобил или можеби некоја вредна парична награда. Ние ќе ви подариме нова емисија, секако заедно со лотарија, но и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, чистите детергенти од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. До тогаш, секако, нема љутиш, преку репризи на сите социјални мрежи, како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И онака, само како за крај, нели? Мал совет за младите брачни парови, посебно ако не гледаат некаде од Соединетите Американски штати. Никогаш немојте да го гаснете светлото додека водите љубов со жената. Немојте. Затоа што може после да биде женче, од кај бе толку црно бебче, а? Ај, чао. Ке путују. Не беше такој. Не беше такој. Трам-трам. Кад искочива мобилни телефони, за да висе. И не се она залюби у погрешига. Работеше за нагло и ненадејно, ненадејно. И го продолжува смењето животот, освен